بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد благодарност му припаѓа на возвишениот Allah subhanahu wa ta'ala, створителот на небесата и земјата. Само него го обожаваме и само од него помош и прошка бараме. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат и ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет се до судниот ден. Почитувани браќа, навистина ние живееме во времиња на искушенија. И искушенијата се зголем вет ден по ден. И верниците се искушуваат на разни форми, на разни начини. Било тие фитните се делуваат на две врсти или на два видови. На сомнежи, фитни, сомнежи, искушенија, сомнежи и страсти. Но најопасните се оние што се кои, страсти или сомнежи? Согласност имате или немате? Немат согласност на учењаците. Најопасни се сомнежи. Сомнежи во вера. Зашто страстите, човекот го следи некоја страст, некој грев, ама не веруваат дека е дозволено тоа. И дека е халал тоа. Го чини само грев од страст. И на вистина овој е грешник. Ако Allah subhanahu wa ta'ala сака да му опростит, ќе му опростит. Ако не сака да му опрости, сака да го казнит, ќе го казнит. Ама во сомнежите се поопасни во вера. Затоа што човекот мисли во сомнежите дека тоа е вистината. И дека за тоа ќе се наградува. А освари тоа го однесвит него во заблуда, како што се фитните во сомнежи, фитните на сомнежи, како например новотариите во верата. Зашто е Иблис, шејтанот повеќе го сакат? Ја сакат новотаријата, него што го сакат гревот. Зашто за гревот верникот знае дека е грев и колку и да ојд ќе се покајат. Така? Ќе се покајат. Мој да се покајат, мој да не се покајат, ама знае дека е грев и го прифати дека е грев. А новотаријата, тој мисли дека тоа е вера. Тој мисли дека на таков начин треба Allah subhanahu wa ta'ala да се обожават. А да не зборуваме за сомнежите што се екстремни. Што човекот може да излег вид од вера. Како например некои од групите од шиите, алевиите, што го земаат за Бог на Алија, радијаллаху та'ала. Го обожаваат на кого? На Алија, зетот на пратеникот салаллаху алейхи ва селем. И ова е опасност. Голема опасност. А тој со тоа мисли дека тоа е вистината. А освари тој е во заблуда и ќе заврши во оганот на џехеннемот ако не се покаи. Затоа Худзаифа ибн Јаман што велит? كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Велит асхабите на пратеникот салаллаху алейхи ва селем, другарите, секогаш на пратеникот салаллаху алейхи ва селем го прашве за лошото што ќе дојде, што ќе иде, за искушенијата. Зато не најдвиш некој од асхабите да го прашаше на пратеникот салаллаху алейхи ва селем да му велит: "Ја Расулаллах, како да бидам богат, милионер? Како да отварам бизнис?" Ако најдите некое прашање од асхабите така, слободно да дојдете, јас не држам повеќе дерс никогаш во мојот живот. Како да бидам богат? Не. Да, богат кај, богат кај Allah. Со се вапи. Такви прашања, да, ама богат на дуњалокот
Немат. Зато во хадисот што го пренеси Уқбет ибн Амир радијаллаху та'ала анху, што велит: "Ја Расул Аллахи, мен неджату." О пратенику на Аллах, што е спасот? Како да се спасам од искушенијата што ќе доаѓаат, ќе иде. Зашто тие се грижи она што ќе дојде од искушенијата. Како да се спаси, да ја спаси својата вера, затоа што пратеникот салаллаху алейхи ве селем не предупредувал за ова. Додека рече ќе дојде времето што најдоброто богатство за верникот ќе биде што? Овците, чување на овци, со тие ќе заменит, ќе ојд во планини да ги чуваат таму, велит јафирру бидинихи, бегат за да ја спасит својата вера. Бегат за да ја спаси својата вера од искушенијата. Големи што ќе дојде. Додека велит од признаците на кијаметот човекот, верникот, кој ќе помини покрај гробиштата, што ќе велит? А, камо да сум јас на место тебе. Толку што ќе се зголем вет искушенијата. Зато пратеникот салаллаху алейхи ве селем ни даде лек и ни научи. Рече: "Бадиру бил а'мали фитанан ка qita'il layl al-muzlim." Брзајте, правите добри дела пред да дојде едно време што ќе имат големи искушенија како темнината на ноќта. Во темнина, кога е многу темно и некој е скриен тука, некој ти имат направена некоја замка, можеш да ја гледаш ти? Замката може да се гледа ноќе, ако некој те чекат во некој сокак, некој чоше, немојте. Да се така и фитните, вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, ќе дојде толку големи и многу. Вели како опасноста во темнината на ноќта, кога човекот патува во несигурно место. Колку сигурноста колку му е тука? 1%. Од 99 од 100, само 99% е тој во опасност, 1% може да се спаси. Например, да велиме во место каде што има војна. Војна нон-стоп, се гранатира тука. Ноќе е, колку е шансите, колку е шансата за ти да останеш жив тука? Минимално. Минимална. Така и искушенијата, и затоа продолжи пратеникот салаллаху алейхи ве селем, што велит? Юсбиху раџулу муъминан ва юмси кафира. Во сабах ќе станува како верник, на вечер како што? Како неверник, чафир. На вечер велит верник, сабајле неверник. Ова браќа треба да ни го затреси, да не тресит натрешно. Ова не е само, кога ќе дојде ова. Не, асхабите го гледај како утре да дојде. Зато пратеникот салаллаху алейхи ве селем велит асхабите толку не предупредуваше од искушението на деџалот, што мислевме дека позади палмите во Медина тука близу, тука е тој скри. Така ни се гледаше нас. А нас, кијаметот ги знае кога ќе дојде. Чекај, јас можда, колку генерации ќе поминет. Асхабите не бе вака. Асхабите ја гледаја опасноста како да ја за ними. Утре ќе се дешава. И зато стигнаа на тој степен во верата. Зашто ја гледаја опасноста за ними како утре да се дешава тоа. Мадам што имаше многу. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем, вие знаете дека од признаците први знаци од кијаметот, признаци од кијаметот што е? Која е? Која е? Објавата на пратеникот салаллаху алейхи ве селем. Ова е малиот признак на кијаметот прв. Зато вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем: "Бу'ithtu ana was-sa'a kahatayn." Ми се објави мене објавата, вели, и сум пратен јас кај вас, вели ти кијаметот толку е близу, вели како овие две прста. Учењаците велат некој како што е ширината меѓу овој прст или овој прст, или пак како што е должината од овде до овој прст. Колку е должината? Ептен малу. Значи толку е опасноста што ние треба да се грижиме, затоа учењаците големи во нивните книги на сунетот, било тој Имам Бухарија, Муслим, Тирмизи, Ебу Дауд, Несаи ибн Маџа, најдеш во нивните книги поглавје Китабул Фитен или Китабул Фитен ва Ашрату Саа. Кај Имам Муслим најдеш поглавје хадисите што зборуваат за фитните, што пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги имат спомнато. Зато тој не оставил нешто освен
ни кажа. Не предупредува што ќе дојде. Сега зависи од тебе како верник колку ќе ја бараш таа вистината. Колку ќе се грижиш да се заштитиш од фитните. Колку се грижиме ние да се заштитиме од фитните? Колку знаеме ние за презнаците на кијаметот? Сега еден тест мал направи си сам себе си ти. Прво, кажавме дека најопасното искушение кој е? Од деџалот. Зашто така вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем. Масихот деџал. Вели од кога Аллах субхана тааля има створено светот. Од кај Адем алейхиселам. Се до кијаметот, пред кијаметот. Вели нема поголема искушенија од фитната на деџалот. Немат. Добро, ај да се прашаме ние што знаеме за деџалот. А пратеникот салаллаху алейхи ва салем вели, кога ќе слушате дека оџите не зборуваат веќе за деџалот на мимбери и во хутби, да знаете дека тогаш е тој близу. Веќе луѓето се даени за дуњалокот. И не читаат за него, го гледаат многу далеко, тој ќе се појави тогаш кога тие не го очекват. И кога ќе се појави тој, искушенијата се големи. Добро, што знаеме ние за искушенијата негови? Што ќе прави тој? Колку ќе биде тој во земјата? Од каде ќе излегви тој? Како изгледа тој? Кои се најголемите искушенија негови? Што ќе ги искушуваат луѓето општо, па верниците посебно? Каде тој мој да влезит? Што има спомнато пратеникот салаллаху алейхи ва салем, каде тој не може да влегвит? Каде му е забрането? Како да го познаваме дека е тој и дека тој е лажгов? Зашто тој прво кога ќе се појави, вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем, прво како добар човек. После како пратеник. Ќе велите јас сум пратеник на Аллах. Се додека да стигне во тој степен што да велите јас сум Бог. Јас сум Аллах. Значи искушенијата големи се. Вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем, сите добрини тој ги имат во својата рака. Сетиот беречет под командата негова е. Под командата негова е се беречетот во земјата што е над земја, све, целиот беречет е под неговите раце. Ке му велит на земјата, истај својот берекет, својот плод ке го истај. Ке му вели да излезе таму злато, излеги. Ке му вели на небото да врнит, ке врнит. Додека ќе те прашаат, сакаш да ти го оживам твојот татко? И некој што не го познава, за повеќе што ќе го следи на деџалот, кој се? Жените и незнаените. Жените и оние што немаат знаење за него. Жените, да вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем, верникот што ќе прави? Од искушенијата големи, зашто жените се, така се, Аллах субхана тааля ги имат створено. Полесно падвет во фитните, во искушенијата. Вели ќе го следат него. И ќе ојд верникот ќе ја врзи својата сестра, својата мајка, својата теза, својата хала, за да не го следи на деџалот од искушенијата големо. Зашто верниците немат ни храна, ни пиење, ништо немат. Ја Расулуллах, како ќе живееме? Како ќе останеме жив, немат јадење, немат пиење за нас, немат ништо. Како? Со шо? Со зикр, вели, спомнување на Аллах субхану тааля. Како што се хранат мелеците? Добро, колку ќе биде тој на ова земја? Колку дена? Не. Колку? Една година многу, една година сите ќе се прават неверници. Да биде за една година, искушенијата големи се. Колку ќе биде? Колку дена? 40. 40 дена. Првиот ден колку ќе биде долг? А? Првиот ден колку ќе биде долг? Како година. Вториот ден како еден месец. Третиот ден долг немат ноќ. Ноќ не иде дошта. Само дење. Третиот ден како една недела. И после вели пратеникот салаллаху алейхи ва салем, другите дена обично како што се ќе се вратат пак. Ама првите 3 дена се азаб. Затоа Худайфа ибн Јан, и асхабите, пратеникот салаллаху алейхи ва салем, што му рече кога го праша Укбет ибн Амир, каде е спасот ја Расулаллах? Рече емсик алейка лисанак. Чувај го јазикот.
Wabki ala khati'atik. И плачи за твоите гревови. И кога ќе гледаш дека веќе кога повикуваш кон доброто, луѓето ги повикуваш кон доброто, ги спречуваш од лошото и тие не сакат веќе да се вратат од тоа, тогаш вели тоа лиесака бейтук. Седи во твојата куќа и обожавај го на Аллах субханаху таала, за да се спасиш од твоите фитни, од фитните на деџалот и од општите фитни во дуњалокот, не само тие. Зато вели пратеникот салаллаху алейхи ve sellem ибадатун фил харджи, ибадатун фил харджи, ибадатун фил фитнати ка хиджратин илеја. Вели пратеникот салаллаху алейхи ve sellem ибадетот, обожувањето на Аллах субханаху таала во време на искушенија е како да направиш хиджрет во времето на пратеникот салаллаху алейхи ve sellem да одиш кај него. Добро. Што сватите вие од овој хадис? Ова е битно. Зашто ова голема награда? Зашто? Ношниот намаз зашто се наградува толку? Зашто има голема награда? Вели пратеникот салаллаху алейхи ve sellem најдобриот намаз после фарзот кој е? Ношниот намаз. Зашто? Ова е битно. Зашто? Мачен. Знам зашто е мачен. На страстите. Друго? Искрен, добро, овие сите се добро, ама она што се бара, што барам јас, зашто се наградува толку? Ова е она битното. Затоа што луѓето се немарни, а ти се осами со Аллах. Луѓето спие, сите спиет, ти го обожаваш на Аллах, разговараш со Аллах и седиш пред Аллах. Затоа вели пратеникот салаллаху алейхи ve sellem, ноќниот намаз е честата на верникот, чест за верникот. За ова чест не му се дават на секого. Му се дават само на искрениот. Оно што дење се чуват, Аллах го чуват и сакат да го гледат после пред него ноќе. Оно што дење не се чуват и ноќе немој да седи пред Аллах. Зашто не го заслужит ова чест. Полно со гревој, темно во срцето, како мој тој за саба немој да стави од гревоите. Камо да стави за ноќен намаз што нема шанс. Кај него шејтанот чул имат направено во ушето. Чул. Така вели пратеникот салаллаху алейхи ve sellem. Шејтанот кога луѓето, човекот легви да спиет, му идет и му врзит магија во главата. Имам кажано. Така? И што му прави? Му крача така де? Уши. И му вели спи, ноќта е долга. Ти сега товарен со гревој, ќе спиеш до после саба сонцето, на изгреј сонцето, ќе станеш, ќе речеш, имам засп, оправдање имам, ме фати сонот денеска, утре пак, сонот те фати, заутре, пак сонот те фати тебе, и секој ден тебе сонот те спиеш ти секој ден. Не, тоа е товарот на гревоите, да знаеш, ова е товарот на гревоите. Верникот што е искрен со Аллах, го обожава на Аллах, Аллах му дава сила и малу да спиет, за него доволно е. Малу да спиет, ко да има спиено, го гледаш свеж. Колку многу да има спиено. А овој што, по прописот на чафирите 8 сати спиење, 8 сати работа, 16. И 4 со фамилијата, со децата, морат, знаеш, на шетање, ваму, таму, она, добро за Аллах, кога ти? Ова прописи се ставени од кого? Од неверниците, зашто тие немаат душевна храна. Тие живеат само како што живеат животињата. Јади, пи, спи, множи се. Страсти само. И толку. Тој не гледа за ахирет, тој не верува општо таму. Како не праша еден од македонците. Рече, другарите ми велет мене, рече, не постои, рече, таму шо, овде умриш и готово, заврши. Све. Така верува тој, мисли така. А кутриот овој беше попаметен малку. Што рече? Јас рече, ги прашвам ними сега. Му велам, немој да биде така ова, обично, знаеш. Како сме дојдени овде? Ако беше така, како сме дојдени? И вистина, добро прашање, како сме дојдени тогаш? Ако беше све обично, залудно створено, јади, пи, умри и толку, тогаш зашто сме дојдени? Ние како верници знаеме да одговораме, ама тој не знаеше.
Рече, јас не знам, ја немам читано ни Библијата, не знам ништо за верата, ни Куранот, ни ништо. И седнам, јас му објаснам сега и човекот почна вака да прави. Морници во телото. Рече, вака немам слушнато јас. Во Куран го најдеш одговорот за овие работи. Не можеш да го најдеш на друго место. Не можеш да најдеш во Библијата, не можеш да најдеш во никоја книга ова душевно што е. Само во исламот, верувањето, исправното верување можеш да најдеш она за да се осетиш стабилен натре. Друго нигде не можеш. Само гледаш, живееш како животињата, умриш, стресој, ова е она и ностоп думај како да се обскрбам, како да живеем и готово. И овој на крај моите некои од ними да мрдат во главата, зашто не му излегви платата и тој сега треба да се убие, зашто не знае што да прави. Не треба да се жени за детето, детето му е обскрбата. Немат пари, скапо е сега. Знаеш ти колку е поскапо на сега? Верниците не го имаат тоа, зашто овие знаат дека Разак кој е? Аллах. Значи, гледаш, затоа опасноста од искушенијата е голема и она што ќе дојде уште поголемо. Јас ви имам објаснето вас за искушенијата, врстите на искушенијата, видовите, ако ви теквите. Пред една година. Која е првата? Како се делуваат фитните? Временски една. Друго? Просториски. На некоја просторија, на некое место. И третото? Индивидуални, во поединци. Луѓе, поединци што се појавуваат како главари на некоја фитна. Ова во секое време. Од времето кога се уби Осман ибн Афан, се до денеска така имат. Имат места, простори, каде што се простори на фитни. Добро, тогаш беше Харура во Ирак, каде се појави хавариджите, што излегоа го текфира на Алија и на другите асхаби. Сега кои се тие простори? Секаде каде што имат новотарија, секаде каде што имат текфиризам и ставање на луѓето од вера, секаде каде што имат мурџизам, што велат дека делата не се дел од верувањето, доволно е да му вервиш на Аллах со срце и готово ти си машаллах во врвот со Џибрил, алейхиссалам, има на тебе тие велат како Џибрил. Дури и подобар од Џибрил некој велат. Од кој мелек? Најголемиот мелек. Значи, кај што имат новотари, кај што имат текфиризам, кај што имат екстремизам, таму тие се простори на фитна, на искушение. Табу што кај беше да не се ојд во тие. Учењаците строго имаат забрана да се ојд во тие простори, да се слушаат во тие простори. Зашто може да се инфектираш ти, да земиш вирусот ними ти. Не вели да гледам што велит. Не, чим го знаеш дека е од фитна, од искушенија, човек не се слуша. Опасноста е голема да се ојд во тие места. Во тие места кој само да да ојд? Што рече? Учењаци што велат? Кој да ојд во тие места, во тие простори? Кој мој? Само алим, знаен, што имат богобојазливост многу. Само тој да ојд во тие места. И тој не само. Ама да имат почит кај ними. Зашто ако ојд тој да биде алим голем, богобојазлив многу, ама не го почитуваат, го нарекуваат како неверник. Општо немаат зборот негов немаат влијање кај ними, не треба да ојд тој. Ибн Абас зашто отиде кај хавариджите? Зашто го почитуваат ти. Тие према Ибн Абас имае почит. И затоа отиде тој да разговарат со ними, да дебатират со ними. Зашто не отиде другите асхаби? Беше и другите асхаби живи. Во времето на Алија имаше и други, беше Џабир, беше многу од асхабите големи бе живи уште, ама не отидоа. Зашто немае почит. Што ќе бараше Муавија кај хавариджите кога тие го нарекувај како неверник? Што ќе бараше Алија да разговарат со ними кога тие веќе почнаа да го текфираат и го нарекувај како неверник? Нема што тој да бара таму. Ибн Абас имае почит. Овој е што? Брачет на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Имаше почит. Знае. И тој знае како да ги врати после. Сомнежите ними ги трна. Остана оние што вистина му верува на тие сомнежи за страст. Иначе Ибн Абас му одговори на нивните прашања. Све што има сомнежи, тој му одговори. Кој му кажано ова случка, како се има десено со хавариджите. Добро,
Второто што е да не се оди значи во тие простории. Како велет заразна болест. Ако слушате дека имаат погодено некој место, велет пратеникот немојте да одите таму. Другото што да не се иставаат тие, ако се на едно место тие собрани, од таму немојте да ги делите во други места. Зашто ќе ги инфектираат и другите, исто како заразна болест. Вели пратеникот, ако веќе сте тука, немојте да излегвите. Зашто да не ги инфектирате другите места? А се просториски. Временски што се појават во некое време. Слушаш некој излегвица, некоја новотарија, нешто во интернет. Немој да истражуваш, велите. Ниту немој пак да го прошириш тоа. Еј, слушна ова? Слушна она? Ти гледаш дека тоа е веќе опасност. Слушна ти падна тебе, немој да се интересираш повеќе за тоа. Зашто што мој да има некоја се додека да прашуваш некој што му веруваш, некој алим, да се обратиш кон него. Зашто мој да има некој искушение тука натре, мој да те погоди во срцето и да паднеш во нивните замки. Не можеш да разликуваш после вистината од невистината. Значи да не се иставаат тие во другите места. Дробот, после кои се поединци. Фитната на поединците. Некој поединец, Станвид познат, како што беше во времето на Ибн Абас, кој Нафи ибн Азрак. Поглаварот на текфирците, на хавариджите во неговото време. Тој толку жубиња јаки имаше, беше и поет беше. Што знаеше многу добро поема и поезија. Многу од големите асхаби не сакаe со него да разговараат. Не сакаe со него да разговараат од опасноста во неговите сомнежи. Само Ибн Абас, што реков на алимот. И другите асхаби беа алими. Ама имаше некој што се разликуваше. Како Ибн Абас беше алим во хадис, беше алим во тефсир, во фиқх и во сите, во акида. Сегде беше алим. Не можеше ти во поезија, во поема беше алим, знаеше да му врати ти со поема. Ако имаше тој со поема и тој со поема му врати. Гледаш, треба да е спремен, оној што сака да разговара со ними, прво треба да е многу спремен со знаење и прво да е многу богобојазлив, да има богобојазливост, затоа што мој да е паднет во искушение. Аллах искрениот го заштитви. Што треба да правиме да не се слушаат овие воопшто? Зашто нивните фитни се опасни и оштри за срцето. Така велат учењаци, да не се слушаат воопшто тие. Да се мигрираат, да не се одат во местото каде што се тие. Имам Шафии, го познавате вие? Мухамед ибн Идрис еш-Шафии. Имате слушнате за Мухамед ибн Идрис еш-Шафии, рахимахуллаху таала? Најголемиот учењак. Еден од поглаварите на мезхебот на имам Шафии, што има следбеници. Зато се повикуваат имам. Зашто се повикуваат имам? Зашто го следат него. Неговиот мезхеб го следат. Добро, неговиот мезхеб зашто го следат? По страсти или за знаењето негово? За знаењето негово. Знаеше да истават од хадисите, од аjetите, да зем вид совет, да ги советуваат и другите, фикот го разбираше добро, значи и така луѓето го следеа после него. Тој знаеш што велит? Кога поминвеше, кога се појави фитната на овие што ги коментирае својствата на Аллах и имињата на Аллах на погрешен начин. Како што Аллах не е задоволен на таков начин, што може да излегеш и од вера. Тој кога поминвеше во пазар и ги гледаше ними, ги ставеше вака прстите. Не давај да барат во YouTube, во TikTok што велите овој, што велите оној. Не. Ги ставеше прстите, а тој беше најзнаниот човек. И за Куран, и за хадис, и за тефсир, и за фикх, и за све. Ги ставаше прстите вака, ги затвараше ушите, го праша, имам, што правиш ти вака? Зашто ги затвараш ушите? Само што ги гледаш, ними уште не се почнати да зборуве, да камо да зборуве. Знаете, не сум сигурен за мене да не ме погоди некоја фитна, како овие што го имаат погодено, па да се уништам и јас како овие. А ти, чекај да видам што велите овој фулан, за имам Невеви, да го текфира. Чекај шубињето, кај му е шубињето на овој? Аха, шубињето на овој дека имам Невеви бил малу ешарија. Ти почвиш го текфираш на имам Невеви, зашто го имаш слушнато на некој што се имат појавено на
Каде? На YouTube. Ниту го знаеш каде има земано знаење, кои му се учењаци, дали е веродостоен да се следи овој човек, не е веродостоен, кај му е базата на знаењето, и ти почнеш ги истражуваш неговите шубиња што ги има тој и ти ги сади ти тебе после. Зашто ти не си способен, нема знаење доволно за да ја разликуваш ова што го вели тој и мислиш зашто секој лошо вели пратеникот салаллаху алейхи ве селем, секој лошо има нешто што го олепши. Го разубуваат, да се гледат добро. И за она што е заблуда имат некое тука што ти го покривијаат. И ти не можеш да сватиш. И после идеш паднеш во шубе. Зато имам Шафи вака правеше. Имам Малик кој му идеше на некој да му вели, ја имам сакам од овие што имае шубиња, сакам да разговарам со тебе. Што вели за ајетот Ар-Рахману алел арши става? Што вели за ајетот када Аллах субхану ва таала вели дека милостивиот над аршот седна или над наршот е Аллах субхану ва таала? Што вели? Имам Малик му велеше, знаеш што, оди барај некој што има сомнежи како тебе. Мене, јас сум сигурен во мојата вера. Не сакаше да разговарат подлабоко со него, да го слушат. Некој идеше, ја имам Куран да ти читам. Не сакам од тебе и Куран да слушам, бегај. Опасноста е голема, зато. Не за нешто друго. Значи да се мигрираат, да не се ојд во тие места. Каде што се? Тие. Зато пратеникот салаллаху алейхи ве селем ги ангажираше асхабите со што? Со ибадет и со знаење и немаше фитни. Зашто знаењето те заштити. Пратеникот салаллаху алейхи ве селем вели јатақарабу заман. Во хадисот на Ебу Хурайра радијаллаху вели ќе се доближит времето. Ќе се доближит времето. После вели ва юқбаду ал-илму. Знаењето ќе се креват. Како ќе се крeva знаењето? Во друг хадис што вели? Ќе умрет кој? Учењаците немат Аллах да истават велит знаењето од срцата на луѓе вака. Да го креват. Не, ќе умрет алим по алим, ќе остане. Кој ќе остане? Джахилите. Оние што се учењаци на YouTube или на ChatGPT. ChatGPT што вели за ова? Шеф ChatGPT ти кажи да ова е вака, и ти му веруваш на ChatGPT. Не треба да го прашаш сега Салих Ал-Фаузан тебе, зашто ChatGPT го прашуваш ти. Ти имаш дојдено сега да му веруваш на артифицијалната интелигенција. Тука имаш дојдено да му веруваш, не ти треба тебе алим. И Аллах субхану ва таала го ќе гледа дека луѓето веќе не сакаат алимите да ги слушаат, да ги прашуваат. Ке го прашуваат ChatGPT, учењаците еден по еден, Аллах ги земвит кај него. И ги останвит кој? Джахилите. И овие ќе се прашуваат и ќе даваат фетви. Фадаллу ва адаллу. Тие самите ќе одат во заблуда и другите ќе ги однесат каде? Во заблуда. Епа, некои причини што се спас сега накратко овде. Ова беше нешто во врска што имаме кажано порано. Само нешто малку пошироко. Да се свати. Не е така со точки, него ко дерс општ. Прво, од причините што се спас за човекот да се спасите од фитните, од искушенијата е богобојазноста. Аллах субхану ва таала вели: "Омен јаттақиллаха јадж'ал лаху махраџа ва јарзуқху мин хајсу ла јахтасиб." Оној кој му се плаши на Аллах, Аллах за секоја тешкотија ќе му најд што? Избор. Да мој да излеги до тука. Ќе му олесни. Секоја тешкотија што ќе го погоди, Аллах субхану ва таала ќе му најди избор. Ва јарзуқху мин хајсу ла јахтасиб. Ќе го обсорвит од каде тој што не мој да помислит. Зато кога дојде кај еден од табините, кога се погодија фитните, се проширија фитните, дојде кај Талик ибн Хабиб. Еден од табините му рекоа: "Лaqad waqa'at al-fitnatu fabima nattaqiha." Фитнето веќе погодило многу, силно. Со што да се заштитиме од таја? Види што рече: "Иттaqуha bittaqwa." Заштитите се од нејзе со што? Со богобојазност. Добро, што му рече тие? Кажи ни подетално да ја разбериме поопшто, поубо, што значи
богобојазност. Види што вели. Кале тaqwa Allahi hiya amalun bi ta'ati Allah ala nurin min Allah raja'a thawabi Allah. Вели Талк ибн Хабиб вели да се работи по послушност кон Аллах. Со светлина од Аллах. Со светлина од Аллах. Аллах субхана таала на верникот му дава светлина во срце. Се додека се обидви да биде богобојазливен, Аллах му дават светлина во. Немојте да ја гасите светлината на Аллах со гревој што не вреди. Со светлината кога се гаси, не си веќе немаш богобојазност. Богобојазноста е настрана и заштитата од Аллах се остранува. И затоа велит, после велит со надеж во наградата на Аллах. Некои од учењаци велит најубава дефиниција од таквалокот, од богобојазноста е ова велит. Добро, после продолжи што велит? Wa tarku ma'siyati Allah ala nurin min Allah khawfan min adhabi Allah. Велит да се остава гревот со светлина од Аллах, пак. Значи не од твоето. Ти кога ќе се заштитиш, Аллах ќе ти дава светлина од него, од милоста негова. Аля нурим мин Аллах. Велит од страв од казната на Аллах. Од страв од казната на Аллах. Ова е богобојазноста. Ова е првиот. Значи првата причина да бидиш покорен према Аллах субхана таала и да го почитуваш на пратеникот салаллаху алейхи веселем. Второто, да се држи цврсто по Куранот и по Суннетот. Ова веќе го знаете. Зашто овој човек што се држи цврсто, го следи Суннетот, Аллах нема да го остави овој во заблуда никогаш. Зашто така рече пратеникот, фатете за мојот Суннет цврсто. Со кој заби? Кој се овие заби? Овие последните ваму. Не овие предните так надвор. А овие не излегват лесно, овие треба сила. Кога ќе стегнеш ваму, не излегват. Овие предните так одма, без заби, оста. Затоа вели пратеникот со овие, друго е кога ќе се ватиш со овие, немој да излегве тие за. И ти така фати се за секој суннет, немој да го омалуваш. Да велиш дека овој ништо не е, знаеш. Ќе кладјам суннет. После, покасно. Не е битно. Денеска, утре и ти стан вид навика. И после иде да го оставаш и фарзот, да го закаснеш. Полден до икиндија до акшам до јација. И ги врзиш, после почнеш да ги врзиш нон стоп. После почнеш некогаш ти бегат некој намаз и велиш, абе нема гајле. Ке се покајам кај Аллах, Аллах е милостив, шејтанот, тој стан вид алим одма кај тебе. Само ти продолжи на тој начин и тој ти биди тоџа после. Што ќе ти вели, тој ти амин ќе речеш. За страста почвиш и шејтанот го следиш и две непријатели големи веќе стануваат кај тебе и ти не можеш да излезеш од овие после. Нон-стоп си во заблуда. После велит третата молитвата. Пратеникот салаллаху алейхи веселем му рече на асхабите 3 пати та'авваду биллахи минал фитен, та'авваду биллахи минал фитен, та'авваду биллахи минал фитен. Барајте заштита од Аллах од искушенијата, барајте заштита од Аллах од искушенијата, барајте заштита од Аллах од искушенијата. 3 пати му рече на асхабите. Колку ние бараме на денот заштита од искушенијата? Искрено, од кај мене и кај вас. Колку бараме? Ни еднош можда. А дури учењаците пратеникот што велит и да ташахада ахадукум фалита'аввад биллахи мин арба'ин. Кога некој од вас е во тешехуд, во последниот е техијат, нека барат од Аллах да го заштитите од 4 работи. Од казната во кабур, после искушението на дуњалокот, третото кој е? Животот и искушението на деџалот. Некои од учењаци велат кој освари Таус ибн Кайсан од табините. Кога го прашуваше на својот син, го учеше ова дова? Не. Понови го намазот. Од почеток, целиот намаз. Зошто некои од учењаци мислење дека има дека ова обавеза во намаз. Да се учи ова дова. Ние колку ја учиме ова дова? Не знаеме дали има муча Раббана атина фид дуња хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабен нар. Ова не знаеме. Рабби гфирли вали валидеје валил муъминина јауме јакумул хисаб. Можда ова ич не го велиме. Некој од нас не знаеме салаватите, ги учивме или не учивме. Еттахијату јауме јакумул хисаб. Толку ти текве четано за да даваш селам. Да не останеш во намаз.
После ти те сомнеш, го учев, не го учев. Можда го учев. Добро е. Селам алейкум. Ајде, машалла, излезе од џамија без намаз. Аллах субхана таала да не упати. После четвртото е сабурот, да се барат заштита со сабур. Да се молиш и со намаз. Така велит Аллах субхана таала. Ибн Тајмија велит, секое искушение што погодвитва две работи. Освен зашто Аллах субхана таала има наредувано да се каже вистината, или пак од нетрпението. Немај сабур. Кога овие не го кажат вистината, не следат вистината, искушувани во верата. Кога овие се погоди некое искушение и падве тоа не сабураат, искушувани. Затоа Аллах велит, барајте заштита од Аллах, истаину, и барајте помош, да ви поможи, со што? Без сабри, со трпение, и со што? Со намаз. И петтото е да се вратиш кон алимите, што ги знаеш. Не можеш да слушаш оно што го текфират невеви, наместо го имаш Феузан жив, пред него го имаш Ибн Утhaјмин, го имаш Бин Баз, го имаш Шејх Албани, рахимахуллаху таала, имаш кој? Абдул Мухсин Аббад, што се денешни, да не збориме за претходници, ти овој го слушаш еден непознат дич, што фамилијата негова не е познал. Додека ги имаш овие планини за знаење и познани за таквалак, познани луѓе за таквалак, така умре. Аллах му даде берекет ними. Наместо да ги слушаш овие, слушаш некој што денеска не се знае ни кој е, каде има учено. На тоа враќа, ово е зашто ако не се вратиш кон алимите, Аллах те искушува во вера. После и шестото и ова покрај, мигрирањето и да се оддалечувате од тие места. Каде што се тие? Да се мигрираш од Фейсбукот, каде што тие зборуваат, од нивните страници. Блок, нивните страници, блок, одма, баб. Нема, тој што се ти појават очите на интернет, овој чафир имат излезено од вера и го монтираат видеото каде имат правено куфр тој, ме разбираш, според него, а тој не се знае кој е. Барем овој го знаеш, имат учено вамо. Овој ни познан, овој текфир. Ето, да го спомнеме, на пример, оние так оџата Бекир Алими во видео, чафир, нека имат излезено од вера. Разбираш, види колку глупи се. Која корист имаат луѓето од ова? И го спојат видеото Садула Бајрами чафир, неверник. Он се или оној другиот, или Саваудин, се ако го гледат ова видео, мав ми е работата, што види Мохамед. Значи и ти си станат чафир, неверник. Значи, која корист имаме од да се мигрираш од нивните страници, мигрирај од нивните места, не оди, не слушај ги, мигрирај ги, бойкотирај ги скроз. Бойкот, немат. Зошто јас да се искушувам? Која корист ми е мене да знам дали Сабаудин е верник или неверник? Аллах ќе те прави зашто му рече неверник. Нема да те прави зашто му рече верник. Заш верник се додека тој кажи дека е верник и го гледаш клањат намаз, дават зекат, пост, хаџ, имат некој гревој, секако човек може да греши, може да погоди, ама тој ако греши дека сака да ја погоди вистината, има награда. А тешко тебе што му рече неверник. Тешко тебе што му рече неверник. Аллах ќе те прави зошто му рече. Сега или ти си, или тој ќе ти рече судниот ден. Ако не е тој, Аллах ќе ти каже дека тој не е биден неверник, тогаш ти ќе јаш оната, ќе останеш неверник. Делата твои за него одат. Гледајте колку е она тежината на фитните искушенијата и ќе го слушам, јас да видам кај има грешено Сабаудин. За да издаеш гревовите од Сабаудин. Добро, што имаш корист ќе знаеш твоите ги, зашто не ги објавиш во Facebook твоите гревови, кај грешиш ти на саба кога спиеш на џамија, а цела ноќ во Facebook го текфираш оџата. Ова не го кажеш. Кога гледаш кај жените кога поминуваат во улица, зашто не кажеш, не се снимаш сам, ето кај ги гледам јас жените и да го објавиш на Facebook. Срам е, не е убо, не било добро за тебе. Така и за другиот не е добро. Да го следиш и да го истаеш неговите недостатоци, или проблеми што ги има тој. Треба да се сватите убо работа. Бегајте од ними. И на крај, го молиме на Аллах субхана таала да не заштити од искушенијата.
да ни дај корисно знаење. И иншаллах ќе збориме некогаш детално за деџалот, за искушението негово, името негово, зашто така му името, каде ќе се појави, каде тој, во кои места тој ќе оди, кои се најголемите искушенија негови, каде до крај, каде тој ќе умират. И кој ќе го убиет на крај. И тоа е најголемото искушение во светот. Помолим на Аллах субхана ва таала на муслиманите да им дава победа во секоја земја, нивните мртви, Аллах субхана ва таала да ги прими како шехиди, нас да ни опростит затоа што немојме да правиме повеќе од освен молитвата и да не ги заборавиме барем во молитва. Да не ги заборавиме барем во молитва, ако ништо друго немојме да направиме. Ва aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.